Dobro mi dojdovte, dobro ве најдовме. Добро е што сме здрави и исправени, што доаѓаме со чиста свест и совест и со отворени срца да се подсетиме на нашите прадедовци кои можеби имале повеќе сила, повеќе храброст во времињата во кои сакале да кажат дека можеме да останеме луѓе, можеме да се почитуваме едни со други, можеме да кажеме дека сме македонци, затоа што така не запишал и покрај сите негирања семокниот татко во живата книга, во словото кое не се брише, светото писмо, ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. Дела 15:14. Народ што ќе го прослави неговото име. Толку битки, толку крв е пролеана за Македонија, за македонскиот полуостров, од едната страна, од другата страна, од третата страна, од четвртата, страната на темнината. Заповедта на Исуса Христа е: љуби го својот ближен како самиот себе си. Можеме ли денес, браќа бугари, браќа грци, браќа албанци, браќа срби на македонскиот полуостров, да се љубиме едни со други? Зарем не ја научивме лекцијата на нашите прадедовци? Толку крв е пролеана во македонскава земја, на македонскиот полуостров, за да покаже дека човекот треба да остане брат, да го љуби својот брат како себе си. Апостол Павле заспа пред оваа кресна, таму некаде кога почнуваше нашата цивилизација, кога дојде Исус Христос, Синот на Семокниот Бог, да не научи да се љубиме, сонуваше сон. Апостол Павле: стани, Павле, треба да работиш за Исуса Христа. Еве ги стиховите, Дела 16:9, живо слово Исусово кое не се брише. Апостол Павле: ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ни. И ние веднаш посакавме, разбравме и тргнавме за Македонија, вели апостол Павле, зашто Господ не повикал таму да го шириме светото Евангелие. И еве сме сега 2000 години овде, сите поделби, сите војни, Тројанската војна, првата балканска, втората балканска, третата, првата светска, втората, уште колку крв е потребна бугаринот да го признае македонецот. Те молиме, Господи Исусе Христе, да се отворат очите, срцата на бугарските политичари, да ги признаат македонците, да не ги делат браќата. Многу македонци живеат во Бугарија, го знаеме тоа, да не ги плашат луѓето, никој нема да ја украде Пирин планина и да ја однесе во Вардар. Ние зборуваме за срце, за љубов, како што ние ги признаваме бугарите и ги љубиме. Тие треба да ги признаат македонците, да се отворат границите, да живееме како браќа и пријатели. Истото се однесува и во Егејскиот дел, и во Албанија. Запнале и ргнале да ја земат Македонија. Македонија е на Исуса Христа, пишана во живото слово, Божиот катастер. Македонец е човек кој повикува кон Бог: дојди во Македонија и помогни ни. Господе Исусе Христе, и денеска овде во кресна, каде што нашите предци ја лееле крвта, верувајќи дека се борат за слобода, но нема да мразиме никого, повикувам: дојди во Македонија, дојди во Бугарија, дојди во Грција и во Албанија и во Србија, на целиот македонски полуостров, да се љубиме едни со други и да повикаме не за убивање, не за омраза, не за сатаната и смртта, да се љубиме едни со други. Но тоа значи да признаете што треба да признаете.
тоа што Господ Всемогниот Татко го запишал. Македонија, македонци, благодата Божја дадена на црквите македонски. Има ли македонци? Има. Еве ги овие луѓе овде пред мене. Доаѓам тука со чисто срце да кажам и да речам доста со омраза. Признајте ги македонците, да ги отвориме границите, да живееме како христијани од Кресна до Софија и Средец, до Тирана, Атина, Егејска Македонија, на целиот македонски полуостров, песни и ора и љубовта Исусова во нашите срца. Татко мој, те молиме да ги отвори срцата на сите политичари на македонскиот полуостров, да не го пизмат народот, да не терат да се мразиме, да живееме како христијани, браќа и пријатели. Две земји пред да замине овој свет, ако ја читаме Библијата, ново небо и нова земја. Две земји, два сведока, никој не може да избрише. Тоа се Израел, кој има завет со Бог, и македонците, кои го повикаа Бог и Исуса Христа на македонскиот полуостров и цела Европа. Ете, затоа сме тука, затоа сме македонци, да бидеме светлина на светот, да го кренеме гласот и да победиме со Христовата љубов. Бидете благословени, живи и здрави, силата Исусова со нас. Амин, до Божиот царство небесно. Кресна Македонија со љубов кон сите.